Добро, уште еднаш. Почитувана председателка на Комисијата за политички систем, почитувани колеги пратеници, почитуван јавен обвинител. Денеска пред нас е извештајот за работата на јавните обвинителства на Република Македонија за 2020 година. Наше е да го разгледаме, да ја оствариме нашата надзорна улога како собрание, да можеме да дадеме некои забелешки. На јавното обвинителство, односно на вас овде во случајот е да можете да ни одговорите, да се аргументирате. Ако успеете да извлечете некоја полука од ова, добро, ако го сватите злонамерно, исто така уште еднаш добро. Меѓутоа, од она како што втор ден овде тече расправата во која што гледаме дека пратениците од власта застануваат во силна одбрана на јавниот обвинител, а единствени критики на извештајот доаѓаат од опозицијата, би секој гледач, секој еден граѓанин би можел да оцени дека работата на јавните обвинителства на вистина во последно време оди во заштита на корупцијата во Република Македонија, особено во заштита на високата корупција. И во Македонија не е тајна дека се создава една клима на неказнивост, една клима на политички протекционизам и дека јавното обвинителство секогаш знае да ги избегнува делата кога станува збор за кои се поврзани со високи политичари, како да има сенс дека ќе дојде до некој висок политичар, па такви постапки или не се водат или се откажуваат и така натаму. Меѓутоа, ајде да почнеме да разговараме за она што го има во извештајот, да не кажеме дека бегаме од темата. Извештајот е за 2020 година, доволен. Од една страна, критиките се дека во 2022 можеби доцна се разгледува извештајот за 2020, меѓутоа од друга страна и тоа може да ни биде една индикација затоа што тоа е изборна година, тоа е година во која што Македонија тоне на 111-тото место по индексот на корупција на Transparency International. Практично целото општество ни потонува во корупција, па ако се сеќавате, владата започна пред некое време едни кратки спотови во кои што за корупцијата ги обвинуваше граѓаните, односно кажуваше дека се даваат подкуп, се дава мито. Јавна тајна е дека во Македонија за да извадите било каде, било каква потврда, се бараат, се даваат пари под рака, барем таква е перцепцијата на граѓаните, барем токму поради тоа дојдовме на 111-тото место. А што ќе покаже извештајот на јавното обвинителство ако ја погледнете структурата на криминалитет? Замислете, во Република Македонија единствен државен орган кој што е овластен, има право да ги гони кривичните дела, јавното обвинителство. Меѓутоа, јавното обвинителство не само што има право да ги гони сторителите на кривични дела, вие најважно од се имате обврска да ги гоните сторителите на кривични дела. И она што мене навистина ме загрижува е втор ден дебата дека не сте доволно екипирани. Го разбирам тоа и разбирам дека има потреба да се доекипираат. Меѓутоа, тоа да се прави топ тема на вистина е промашување на суштината. Како представници на единственото јавно обвинителство сте вие, јавниот обвинител. Во Македонија имаме 4 виши јавни обвинителства. Имаме 22 основни јавни обвинителства. Дали вие знаете колку јавниот обвинител, 4 виши јавни обвинителства во Скопје, во Тетово, во Штип и 22 основни јавни обвинителства плюс јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Дали знаете, во Република Македонија, во државата која е на 111-тото место по индексот на корупција, дали знаете целата оваа структура колку има кривични дела за подкуп по член 357? Јоевски, во извештајот, знаете колку? 4. Еден јавен обвинител, 4 виши јавни обвинителства, 22 основни јавни обвинителства, во земјата која е на 111-тото место во тој момент по индексот на корупција има 4 кривични дела за подкуп по член 357. Едно за подкуп во Вишето јавно обвинителство во Скопје, едно во Вишето јавно обвинителство во Штип и 2 вакви кривични дела за подкуп по член 357 од јавното обвинителство на гонење на организиран криминал и корупција. Тоа ако не е пораз, тоа ако не е срам за системот на јавното обвинителство, јас
не знам што е друго. И уште една работа, гледам дека 2 дена сите ја пропуштаме. Ако го погледнем и тоа го гледам вашиот извештај, ова не сум го јас измислил, за структурата за движењето на криминалот по поедини карактеристични кривични дела. Кривично дело. Кривични дела против животот и телото. Кривични дела против слободите и правата. Кривични дела против половата слобода и полов морал. Кривични дела против бракот и семејството. Кривични дела против здравието на луѓето. Кривични дела против имотот. Кривични дела против јавните финансии. Кривични дела против безбедноста на јавниот сообраќај. Кривични дела против службената должност. Кривични дела против правосудството, кривични дела против правниот сообраќај и кривични дела против јавниот ред. Јас во структурата на криминалитетот, на извештајот за работата на јавното обвинителство, никаде не ги видов кривичните дела кои што се против животната средина. Ние воопшто, ниту јас, ниту јавноста немаме, значи ако го погледнеме извештајот, значи во Република Македонија никој или не ги прекршува, или никој не ги заштитува кривичните дела кои што произлегуваат од животната средина. Член 218, загадување на животната средина, го нема во извештајот. Исправете ме ако грешам, Јовески. Член 219, загадување на водата на пиење, го нема во вашиот извештај. Или немате постапено по ниту едно, или сте го прескокнали. Член 230, загрозување на животна средина и на природата со отпад. И тоа кривично дело не видовме нити колку има пријави, дали се гонат или не се гонеле. Единствено од она, кој што кога сум ги гледал и сум ги споредувал по старите извештаи за работата на јавното обвинителство од 2010 до 2019, се појавува кривичното дело од член 235, а тоа е кражба на електрична енергија, топлинска енергија и природен газ. Да, постојат такви кривични пријави за кражба на топлинска енергија и за електрична енергија, меѓутоа имаме катастрофална мала реализација кај кривичните дела кога станува збор за животната средина. Ако тргнете во Македонија ќе видите дека имате диви депонии практично на секој чекор. Ако ги отворите, затоа што вие на вашето експозе рековте дека ги следите медиумите, па вие имате на секој 10, 15, 20 дена вести за помор на риби поради истекување на фекали, поради истекување на хемикали од некоја фабрика. И замислете, јавното обвинителство воопшто не се грижело за тоа и не постапувало за тоа. Јас разбирам дека треба да зборуваме за доекипираноста. Меѓутоа, 4 кривични дела за подкуп во држава која е на 111-то место. И во својот извештај кривичните дела против животната средина не најдоа ни свое соодветно место. Сметам дека навистина е срамно. А ако се навратиме и продолжиме со структурата на криминалитетот, кога станува збор за кривичните дела против службената положба, ќе видиме дека ова обвинителство, оваа структура, јавниот обвинител, висшите обвинителства, 22 основни обвинителства, имаат скоро секаде огромен драстичен пат кога станува збор за кривични дела кои што произлегуваат од вршењето на службената положба. А замислете во овој период, ако ги погледнете извештаите кои што се од Центарот за цивилни истражувања и од другите невладини организации, ќе видите голем број, например, на јавни набавки кои што се спровеле без тендер. И сега како ние како пратеници ги следиме информациите дека за само 6 месеци се потрошени 11 милиони евра за јавни набавки без јавни повици, а тоа истото не го следи јавното обвинителство. Ние пред некој ден гледам тендерски документации за општина Бутел во кој што замислете метален столб од 4 метра на понудата изнесува 9900 денари. Истиот метален столб од 5 и од 8 евра чини 1,8 денари. 1,8 денари. Неизводливо е да дадете понуда за метален столб од 8 метра од 1,8 денари. И никој не би дал таква понуда ако нема сигурност од другата страна дека тој метален столб нема да биде нарачан. А на крајот на тендерската документација победува онаа со критериум најниска цена. А најниската цена се зема како збир од поединечни цени. И јас го гледам тоа вчера и се згрозив. И гледаме
кога го отворив на САН, на електронскиот систем за јавни набавки, овде колегите рекоа, од каде ги знаете тие работи? Па тие работи треба да бидат јавни. Тоа е објавено на електронскиот систем за јавни набавки и таму можете да ги видите тие податоци. Кога видов давани цени во кои што едната е 9.000 денари и следуваат 9 до 10 од 1,8 денари. Каде е јавното обвинителство да го гледа ова? Значи имаме јавно обвинителство кое што нема сен за подкупот. Ако слушате јавното обвинителство само 4 случаи во 2020, имаме јавно обвинителство кое што не постапило, барем во извештајот не гледам, во ниту еден случај за заштита на животната средина. Имаме јавно обвинителство кое што не ги следи јавните набавки и потоа се прашуваме зошто опозицијата смета дека постои спрега помеѓу обвинителството и власта. Затоа што вие сте јавен обвинител, вие добро знаете. Доказот е она што ќе не увери во вистиноста на определен факт. И товарот на докажувањето е секогаш на ваша страна, на обвинителството. И кога сте во суд, товарот на докажување е на ваша страна, меѓутоа и кога сте овде во собрание и кога се остварува нашата надзорна функција, и вие треба да ни докажете дека тоа не е така. Јас се надевам дека е техничка грешка, дека оваа бројка од 4 кривични дела за подкуп е само техничка грешка, меѓутоа се изгледа дека не е. Јас се надевам дека јавните обвинители постапуваат за загадувањето во државата и на тој начин ќе превенираат, затоа што казната, вие тоа подобро го знаете од мене, има своји цели. Едната од целта, да, индивидуалното спречување, меѓутоа другата цел е генералната превенција. Генерална превенција. Ако вие не ги спречувате оние кои што ни ја загадуваат природата, па многу јасно е дека ќе имаме диви депонии. Па на крајот градоначалниците се соочуваат со тоа и сега уште гледаме напади колку диви депонии били исчистени, колку диви депонии останале. Каде е власта да реагира против загадувањето? Каде е власта да реагира против поморот на рибите во реките? Зошто никој не се грижи? На вистина значајно прашање. И она еден друг момент мене навистина ме загрижи и сега ќе искористам оваа прилика кога разговараме за извештајот, кога стана збор за случајот со фалсификувани исправи и со фалсификувани документи 214 во Министерството за внатрешни работи. А јавното обвинителство е единствен орган кој што се занимава со гонење на сторители на кривични дела. И практично вие со другите јавни обвинителства сте доминус во таа постапка. Излегува министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски на пресконференција на 6 април и вели пред целата македонска јавност: отидено е највисоко во истрагата. Еве, го цитирам во тој дел. Отидено е највисоко во истрагата. Како може министерот за внатрешни работи, по чија надлежност токму се случува таков еден скандал, да го презема водењето на истрагата, да дава изјави во која што вели отидено е највисоко во истрагата. А при тоа и јавниот обвинител, и јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција да нема никаква реакција. Како тоа во Република Македонија еден политичар успева да ја превземе истрагата во тој момент кога му е потребен? Замислете ако тргнеме по тој преседан. Замислете ако посеб секоја истрага имаме политичар кој ќе излези и ќе каже стигнато е највисоко во истрагата и овде завршуваме на пресконференција. Во тој случај ќе ви треба само пресконференција, камери и изјави во кои ќе кажете дека е отидено највисоко во истрагата. Тоа е еден луксус кој што вие за вашиот углед и за да го зачувате угледот на јавното обвинителство навистина не смеевте да си го дозволите. А гледам ги споменуваат овде претходните говорници, имате еден дел во кој што зборувате за објавени соопштенија и за големиот пораст на објавени соопштенија кои што ги има јавното обвинителство и навистина од 2014-та од 73 објавени соопштенија во 2020-та 83. 838 имате објавени соопштенија јавното обвинителство. Па дали знаете дека јавните обвинители Вилма Русковска и вие ги направивте рок звезди во државата? Па дали знаете дека младите не познаваат толку нови млади изведувачи, млади пејачи колку што ги знаат обвинителите? Што добро добивме ние од вашите изјави? Па вие имавте изјава кога стануваше збор за случајот Рекет, мислам дека беше вие лично велевте нема вмешано политичари.
Каква корист таа и донесе на јавноста? Каква корист донесе таа изјава на истрагата? Кога сами вие видовте дека се демантиравте, излезе дека има и вмешано политичари. Да. Мојата сугестија е, треба да намалите со пиарот на јавното обвинителство, а да зголемите со работата на јавното обвинителство. 4 кривични дела подкуп во државата и 838 јавни настапи не укажуваат на ништо добро. Имаме намалување и кај кривичните дела за неовластено производство, пуштање пробив на наркотични дроги, психотропни супстанции и така натаму од 897 на 790, 15% помалку, а гледавме едни грозоморни слики во кои што и полициски началници ни возат дрога по државата, и тоа укажува само на една работа: колку длабоко е стигната корупцијата во системот. Колку длабоко е стигната корупцијата во системот. Имаме намалување, уште еднаш ќе кажам, кај кривичното дело злоупотреба на службена положба и овластување. Од 1674 пријави во 2019-та на 1298. Тоа е од 25 до 30% е помалку. И уште една работа излегува на виделина кога зборуваме за структурата на кривичните дела, затоа што денот го започнавме овде со бројки дека станува збор за 47.954, од кои што 32.100 се од 2020-та, односно од годината која е предмет на разгледување на овој извештај, а 15.790 се пренесени случаи од претходната година, и тоа е се во ред додека да дојдете и да ја погледнете токму оваа структура за која што зборувам сега. И во прво место рекордери по казнување и во постапување на јавното обвинителство е членот од Кривичниот законник 205 и 206. 205 и 206, а тоа се тие фамозните уредби на владата за носење или за неносење на маска. 6585. 6585, ако го споредите со бројката на кривични пријави од 32.000 пристигнати во 2020-та, ќе видите дека 1/20 од сите случаи се за членот 205 и 206. Чи секој пети во Македонија, секој пети од случаите на јавното обвинителство бил поврзан со фамозните уредби на владата за самоизолација, ограничување на движење, носење, неносење маска, и тоа би било во ред. Тоа би било сосем во ред, доколку се заштитеше јавното здравје на граѓаните. Меѓутоа и таму видовме на огромна селективност. Се реагираше на едно место, не се реагираше на друго место. И не бадиела Македонија денеска е на 7-то место по прекумерна смртност по ковид. Никаков резултат не дадоа. Зошто? Затоа што мерките беа селективни, а при тоа одземаа огромна енергија на јавното обвинителство. Затоа што беа користени на оној начин на кој што беа користени, а сето тоа беше поврзано дел со изборите, дел посем изборите или за покривање на определени скандали на власта. Жал ми е, меѓутоа тоа е перцепцијата која што ја имаме ние, тоа е перцепцијата која што имат граѓаните. И уште една работа би сакал да издвојам за 2020-та, затоа што реков дека интересна изборна година е. Уште еден момент, кога почна кампањата за 2020-та, затоа што бевме сите вклучени, сите пратеници овде се бевме вклучени во кампањата за тие избори, во текот на кампањата се појави една црна кампања, која што се нарекуваше обнова на режимот. Обнова на режимот си доби своја Facebook страница, обнова на режимот доби YouTube канал, и на обнова на режимот почнаа да излегуваат некои необјавени снимки. Сега, тоа се истите тие снимки кои што Зоран Заев, кој што како сведок ги предаде на Катица Јанева, Катица Јанева ги предаде на вас. Сега прашањето е за мене во тој момент како учесник, како јавниот обвинител дозволил снимки кои што му се предадени, за кои што е донесен закон дека не смеат да се употребуваат и смее да ги употребува само јавното обвинителство. Како тие снимки јавното обвинителство дозволува да започне една цела кампања, да биде брендирана обнова на режимот, да ја гледаат сите граѓани,
Можете да проверите и колкава гледаност има и на Facebook и YouTube каналите имаат своја статистика за гледаност. А истото тоа не го видел јавниот обвинител. Па сега, имаме јавен обвинител кој што не го гледа подкупот, или видел само 4 случаи, имаме јавен обвинител кој што не го гледа загадувањето, има јавен обвинител кој што систем на јавни обвинители кои што не ги гледаат црните кампањи, а ги гледаат илјадници други граѓани. Сега за кој извештај разговара? Како да го оцениме како добар и позитивен? Затоа што постапиле во 6500 случаи против сторители по член 205 и 206 за неносење маски, да не заштитеше афери, ќе кажеме дека сме благодарни. А на овој начин не сме. И ве молам да водите сметка за скандалите кои што навистина ја тресат државата и да бидете малку поажурни. Имавме скандали во Рек Битола со фирмата Рубикон, каде што името на Вице Заев исчезна од обвинителството. Исчезна. Го има во полицискиот записник, го нема во обвинителството. И никаква реакција нема од вас. А видовме што и се случува на Македонија. И ако сме ние држава како што треба да бидеме, држава за пример, во тој случај ќе треба да се води и да се разгледува работењето и постапувањето и на Министерството за економија. Размислете малку. Алармот за енергетската криза беше притиснат уште во мај и во јуни. Со пропуштање, тој по дефиниција кривично дело од службена должност, несовесно работење во служба. Над 200 милиони евра потроши државата за пенализација и набавување на скапа струја. Па сами знаете дека по закон за облигации се набавува од некоја фирма, таа фирма за тоа има провизија. И тоа е во ред. Некој таа струја ја набавува. Зошто јавното обвинителство не истражи кои се тие компании кои што ја набавуваат таа струја? Чиви се тие компании? Дали тие компании се поврзани со Министерството за економија или со високи политичари кај нас? Зошто тоа не го истражите? И уште една работа морам да ја кажам овде одговорница, затоа што, верувајте ми, на вистина гледам определен заговор, а вие како јавен обвинител треба да застанете на браникот. Чудни работи почнаа да ни се случуваат. Мене она што ме загрижи, во Република Македонија, јас не ви го зборувам ова затоа што сум злонамерен или затоа што сакам да ви кажам нешто. Меѓутоа, од работата на јавното обвинителство зависи иднината на Република Македонија. Од вас ни зависи иднината. Ние премногу внимание дадоа сите на меѓународните односи, не баре се ни функционира, само уште да ги решиме споровите. Така го лаже народ кога стануваше збор за Преспанскиот договор, така продолжуваме и денеска. А вистината е друга. Ни требаат силни институции, а не силни поединци. И вие ги менувате силните поединци за силните институции. Затоа што трансферот на моќ, наместо да биде силна институцијата, да биде силен Оливер Спасовски, го правите вие, со тоа што, пример, не реагиравте кога кажа дека е највисоко отидено во истрагата, затоа што вие требаше да излезете и да му кажете не ја водите вие истрагата. Друго сакам да ви кажам. Еролд Муслију, Агенција за разузнавање, поднесува кривична пријава во име на Агенцијата за разузнавање против двајца новинари, Горан Момировски и Драган Милосавјевиќ. Сега замислете, земја, аспирант за членство во Европската Унија, во која Агенцијата за разузнавање гони двајца новинари за оддавање државна тајна. И, во ред, јавното обвинителство, постапувајќи по овој случај, од декември 21 година, јавното обвинителство ја запрел постапката затоа што немало соодветни докази и тоа е во ред. И овде во овој случај ја поздравувам постапката на јавното обвинителство, меѓутоа, останува сега да се разгледа кој му дозволил и дали, а јас сметам дека Еролд Муслију како раководител на Агенцијата за разузнавање направил злоупотреба на својата службена положба и со тоа се обидел да изврши притисок врз новинари. И јавното обвинителство е тоа кое треба да реагира, а не ние во јавноста, затоа што ќе биде доживеано само како препукување. Меѓутоа, ако реагира јавното обвинителство против Еролд Муслију, потоа ќе видиме на наредните извештаи и од комисијата, и од Стејт департментот како Македонија ќе напредува. Ако реагираше јавното обвинителство на изјавата на Оливер Спасовски, тогаш сите ќе добиевме, затоа што ќе напредуваше Македонија. Затоа велам, силни институции наспроти силни поединци. И не за џабе го споменав случајот со Еролд Муслију. Од кога се случи тоа ми стана сомнително како во Македонија се гонат новинари. Кој е овој тренд?
за да ми стигнат потврдите со најновиот закон кој што пристигна во собрание за граѓанска одговорност за навреда и за клевета, во кој што, замислете, се бара гонење и казнување за така наречено негативно мислење. Ја внеле формулацијата негативно мислење. И токму кога помислите дека ќе биде подобро, затоа што и министерот за правда реагираше и премиерот дека таа била недозволена формулација, последно што дознаа мутрово од медиумите, ќе била сменета формулацијата негативно мислење со злонамерно мислење. Мислењето не се трга, останува сепак да биде криминализирано. Зошто го зборам овде? Затоа што, ако станува збор за обид за замолчување, може би започнува токму од вакви случаи, кога високи функционери ја злоупотребуваат својата положба. А вие сте единствениот кој што може да делува институционално. Токму поради тоа ние го имаме овој пристап. Не затоа што сакаме да го критикуваме јавното обвинителство поради тоа што така ни дошло, меѓутоа, на вистина зависи од јавното обвинителство. Имате многу сериозна, многу одговорна функција за да гледаме овде додворување од страна на власта и да се фалиме со бројки кои што, верувајте ви, не значат ништо. Еве со два примери, со бројот на подкуп, со бројот на намалени кривични пријави за злоупотреба на службена положба и со практично непостојање на кривични дела за заштита на животна средина, гледате дека бројките со кои што ги прикажува јавното обвинителство не ни значат ништо. Структурата на криминалитетот ви покажува само една работа, а тоа е дека во Македонија не се гони корупцијата, особено не се гони високата корупција. Се надевам дека најдобро намерно ќе ги сватите овие забелешки. Онака како што рече колегата Дејанчо, тоа навистина ми се бендиса и сега ќе го кажам. Да, навистина јавното обвинителство според извештајот сте го свеле на правна служба во МВР, над 75% од сите кривични пријави се токму тие кои што стигнале од Министерството за внатрешни работи. Апсолутно е точно дека треба да постапувате по пријавите на Министерството за внатрешни работи, многу важно министерство, меѓутоа важно е и вие да имате слух, да ја следите работата, да гледате што се случува во јавноста, да не дозволувате високите јавни функционери да ја понижуваат работата на јавните обвинителства, да не дозволите во Македонија да се распишуваат такви криминални тендери и да не дозволите да имаме ситуации во кои што нешто сите го гледаат, а не го видело само јавното обвинителство, кое што уште еднаш ќе кажам, не само што има право, туку има обврска и должност да ги гони сторителите на кривични дела. Ви благодарам.